Бадник. Ден пред еден од најголемите празници во христијанството, Рождеството Христово Божик. Се прават последните подготовки на верниците, кои што со радост се во исчекување на овој момент и средбата со Витлеемскиот богомладенец. Самиот збор бадник има црковнословенско потекло и значи да се биде буден, односно да се бдее. Така повикуваме овој ден и предстојната Бадникова ноќ да ја поминеме будни, се мисли на духовно будни, за да можеме достоинствено да го пречекаме важниот гостин и преку причесната да се соединиме со Богомладенецот, па така нашите срца, нашите души и нашите домови да станат вистинска Витлеемска пештера во која ќе обитава божествената благодат. Овој ден во Прилеп се одбележува со голем број обичаи и настани. Прво рано наутро со традиционалната македонска коледарска песна, Коледица Варварица, коледарчињата затропаа на вратите од куќите, најавувајќи го Христовото раѓање, а од домаќините беа дарувани со костења, ореви, овошје, но и по некое париче. Шетаме низ Малово и собираме колечина. Костенчина си. Секоја година шетате? Ова ни е прв пат. И како шетате? Пеете некоја песна, тропате со коледачките? Да. Како, што песна пеете? Коледе, коледе. Ни кажуваја како треба да одиме по куќите, ни кажуваја песнички, не ја учеа, така. Тебе интересно тие вака со другарчињата кога шетате за овој ден? Да. Интересно е, се дружиме и шатаме. Прилепските домаќинки велат дека традицијата во Прилеп се почитува со векови и дека таа никогаш нема да запре, затоа што истата се пренесува од колено на колено и се почитува подеднакво од сите генерации. Како од постаро шо наделе се коледа, се пали огне и се оди покојчи му даваме на децата костенчина, сакаме да ја позадржиме традицијата, како секогаш така и сега. Колку се почитува кај нас традицијата? До сега ја почитуваме. До сега не сме оставиле од секогаш, како што од старите, од баби, дедовци шоната, така и ние продолжиме исто така да ги тераме традиције. Па овој ден е најрадосниот ден. Дечината ни се златни и тие ни го прескажува раѓањето Христово. На овој ден ние домаќинките се припремаме со постна трпеза, сарма, граф, па кора, кој со граф, кој со оривче, палачинки, овошје се намаса што треба, што има, суво, свежо овошје, сето. И така да масата не се раскрева, од кој се вечера, си го каниме Господа ни дојди на вечера, и потоа не се раскрева масата. А дечињата шетаат од куќа на куќа? Дечињата шета, само се помалку. Ги имаме инаку, си шета, од секога шетале. Па ние во малото овде имавме многу дечина помали. Порано уште појќе шета. Но традицијата не е запрена? Не, никако. Традицијата не сме ни да запри. Годинава повторно по 15 пат се одржаа и Бадниковите поворки. Оваа година во Прилеп бројот на дечиња кои што учествуваат во нив е најголем досега. И според организаторите на овој настан, тој изнесува околу 300 дечиња. Организаторите се надеваат дека од година во година бројката ќе се зголемува и ќе биде се помасовно и помасовно. По завршувањето и собирањето тука, со децата одиме на поворка низ старата чаршија,
низ старата чаршија до Домот на културата Марко Цепенков се враќаме повторно тука каде што имаме обраќање од градоначалникот на град Прилеп. Кратко објаснување од нас координаторите на бадниковите поворки. И потоа имаме делење на пакетчиња за децата кои што работеа вредно, идеа на сите проби и се трудеа за се. Од друга страна пак веќе 20 години поред, прилепските домаќинки од Сдруженијето Преродба се верни чувари на нашата традиција. Веќе 2 децении, секоја година за овој ден, тие ја подготуваат постната бадникова трапеза и ни раскажаа за големиот број обичаи поврзани со овој ден во Прилеп. Денес е бадник, семејството се собира на фамилиарна вечера и го сметаме како семејна слава, бидејќи целото семејство се собираме на вечера. Посна е вечерата во која имаме гравче, сарма, ореви, овошје, костени секако и други посни работи, баклава исто. И ние како здружение со овие наши активности сакаме да пренесиме и на младите генерации. Сите го почитуваме овај празник, бадник, бидејќи со радост голема си го дочекуваме утрешниот ден, прв ден Божик, Христовото раѓање. Што се подготвува на бадниковата трапеза? Претежно е, бидејќи се и последен ден од постите божични, се е посно на трапезата, гравче, сармичка и овошје, претежно тие работи. Мазник, бадниково мазниче, некој со гравче си го прави, некој со ориз варен и така. На овој ден втора година поред во црквата Света Петка во Прилеп се одржува Божикниот награден ликовен и литературен конкурс на тема Рождество Христово Божик во нашиот дом. Годинава, за разлика од лани, бројот на творби кои што пристигнале од децата, кои што учествуваат, а ги има од сите основни училишта, е околу 500, што е двојно повеќе за разлика од лани. Кандидатите, учесниците од основните училишта во Прилеп се поделени во 2 категории, од прво до 5-то одделение и категорија за возрастни од 6-то до 9-то одделение. Творбите ги оценува жири комисија, стручно жири, составена од наставници, 2 наставници по македонски јазик и 2 наставници по ликовно образование во средните и во основните од основните училишта. Секој од селектираните, од наградените, од пофалените ученици и впрочемо сите учесници ќе добијат награда како пофалница, икона, Библија за млади, а за наградените учесници храмот обезбеди богати награди со поддршка од одредени фирми и семејства од Прилеп кои го препозна овој проект. Наставниците кои што се дел од комисијата за селекција на овој настан се презадоволни од творбите кои што го подигнале својот квалитет за разлика од минатата година, а децата се повеќе се запознаваат со празникот Божик и Рождеството Христово. Децата да го оправдаат она што сака црквата да го каже. Значењето на Божич, значењето на бадник, верата и семејството како основна клетка во општеството. Тие напишале толку убави состави и свативме сите ние во име зборувам на комисијата. Колку децата умешно успеале да допрат до се она што се бара од нив. Ја сватиле пораката дека семејството како клетка на општеството е најјаката нишка во едно општество. Бидејќи семејството е тоа од каде што извираат нашата вера, нашата традиција и да го ставиме тука и јазикот. Ни создаде една мала, ако можам така да кажам, главоболка, позитивна во секој случај, заради тоа што имаше многу заинтересирани кандидати, многу цртежи, многу успешни цртежи. Врз база на сето тоа се направи една известна селекција. Знаете како, секогаш кога има некаков конкурс, имате
ситуација која се најдувате во незгодна, како да кажам, прилика, да треба да се направи една известна селекција, да се направи избор на најдобри, избор за пофалени, избор за изложени дела и заради таа причина направивме една известна селекција која ги издвоивме најдобрите од добрите. Годинава дел од овој настан беа и учениците од трето 3 одделение од Основното училиште Блаже Конецки, кои што по втор пат за овој ден, под менторство на наставничката Весна Арсиќ, подготвија прекрасни црковни мелодии. Годинава тоа беа песните Тивка ноќ и Вечниот Бог, за кои што снимија и видеоспотови. За време на наставните активности, ние со нашата наставничка Весна Арсиќ работиме на голем број проекти и работилници по разни поводи, основи, воспитни или образовни. Создаваме дела видеа, ги прикачуваме на нашиот YouTube канал, дела кои ќе не потсетат на нашето детство, на нашите школски денови. Така настана и овие видеа, овие дела. Снимањата на песните Тивканок и Вечниот Бог. Минатата година работевме на проект за Христовото воскресение. Оваа година, заедно со нашата наставничка, решивме да направиме проект за Христовото раѓање. Малку поразличен од останатите. Различно е тоа што заедно со нас пееше и црковниот хор Света Петка, но не придружува на инструменти врвни музичари. Работевме околу 15 дена. Учевме пеење, вежбавме пеење. Ученицата ечеше, ние бевме среќни и радосни. Сите се трудевме, си помагавме, се подржувавме. При нас нов предежик, ново доживување, ново искуство. Некогаш ни е тешко да ја следиме нашата наставничка со проектите, но знаеме дека тоа го прави за наше добро. Си за нас со цел да се развиваме во секој сегмент низ воспитно-образовниот процес. Но ние не застануваме тука. Продолжуваме со нови предизвици во новата 2025 година. Христос се роди, на вистина се роди за многу години. Амбициите и целта е овој настан во иднина да стане традиционален и од година во година да расте и по квалитет и по квантитет, и што е можно повеќе млади да бидат вклучени во него.